Три лица утрово загина околу 7 часот и 40 минути во тешката сообраќајна несреќа која што се случи на патот Прилеп-Битола во близина на селото Лагово. До несреќата дошло кога од засега непознати причини. Најверојатно се случил директен судир помеѓу возилата марка Тојота со прилепски регистарски таблици и товарно моторно возило со битолски регистарски ознаки. Но како точно дошло до несреќата се уште се испитува. Од сударот двете возила се запалиле. Засега не се открива идентитетот на загинатите. Тројцата патници што биле во патничкиот автомобил се мртви. Од силината на ударот и автомобилот и камионот се опожарени. Најверојатна причина за оваа сообраќајна незгода е неприлагодена брзина според условите на патот. Како медицинска екипа констатирална е смрт на 3 лица и едниот повреден, учесникот што бил во камионот, е итно пренесен во општата болница во Прилеп со телесни повреди. Противпожарната екипа на Прилеп интервенирала со 5 возила и 12 пожарникари. Во моментов се уште гори на местото на несреќата. Материјалот кој што го пренесувало товарното возило се претпоставува некој вид на сунгер, тешко се гаси. Во моментов исто така увидни екипи трагаат дали случајно во несреќата учествувале и други лица. Во 7:45 добивме пријава за камион кој што гори на автопатот Прилеп-Битола кај местото, кај селото Лагово. Тоа беше првичната пријава. Кога дојдовме на лице место, видовме дека не е само камион што гори, туку и патничко моторно возило, тоа се случило некоја сообраќајка во која што има и жртви. Точниот број не е уште утврден. Телата не се вадат, се дури да дојде јавен обвинител да се изврши увид од крим техника и да се утврди точниот број на мртвите луѓе. За сега таква е ситуацијата. Значи сега само гасите. Да, и го обезбедуваме просторот, има и бензин и нафта истечено. Она е хибридно возило со литиумски батерии. Се надеваме дека нема да се случи експлозија и така натака. Во моментов увид вршат екипите на крим техника, полицијата и јавен обвинител, а на терен се уште се присутни екипите на итната помош и ТПП Прилеп, кои што се обидуваат целосно да го изгаснат пожарот. За сега ова се првичните информации, а се очекува повеќе детали да има подоцна во текот на денот.